Пандорината кутија е отворена, вистината мора да биде обелоденета. Вака детската амбасада Меѓаши ги оценува обидите на надлежните да ги истражат состојбите со посвојувањето, но и да истражат каде завршуваат децата, родени од штитеничките на клиниката за гинекологија. Постапувањето на службите во Министерството за труд и социјална политика со децата штитеници во домовите и начинот на кој тие се посвојуваат под лупа на неколку институции. Веќе, откако се почна ова истрага со конкретниот пример на барање на подкуп, кој за жал беше, можам да кажем, јавна тајна со години, меѓутоа никој не се осудуваше да прозборува. Значи, од сите страни, разни информации, Пандорината кутија наполнета со многу негативности кои има далекосежни последици. Откако јавното обвинителство под опрен глас отвори постапка за мито и корупција во службите и комисиите на Министерството, а поврзани со процесот за посвојување, и народниот правобранител отвори истрага зад која, како што вели Мемети, стојат сомненија дека е вмешана и клиниката за гинекологија. На оваа клиника абортираат и се пораѓаат малолетните штитенички од домовите, а омбудсманот истражува каде одат тие деца. И ние добиваме морничави информации по однос на таквите состојби и по однос на состојбите во клиниката за гинекологија. Имаме информации дека деца од таквите центри абортираат и се пораѓаат во клиника. Сомнежите кои Мемети ги изнесе во јавност за поврзаноста помеѓу Министерството за труд и социјална политика и клиниката за гинекологија, според Меѓаши, би значело дека досега се манипулирало со бројката на смртност на новороденчиња. Се манипулираше со бројки дека смртноста на доенчињата се зголемува и сите се чудевме, а и од гинекологија велеа дека имаат се посовремени средства, се посовремени апарати, сето тоа, како е тоа, зареме таа смртност реална? Дали се работи за крадење на деца кои што понатаму се продаваат? Каде се продаваат? Кој е тој ланец? Значи, веќе имаме плюс една институција која е многу, очигледно многу инволвирана. Детската амбасада и народниот правобранител сметаат дека се работи за организирана структура која со години работи. Омбудсманот ја истражувал клиниката за гинекологија уште во 2013 година, но таа истрага завршила без исход. Сега Мемети повторно го истражува државното породилиште. Во меѓувреме, обвинителството истражува дали службениците во Министерството бараат пари за децата кои ги даваат на посвојување.